Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Венко Филипче, ниту пиар агенцијата нема идеја како да ги оправда твоите погрешни политики. Театрални настапи не поминуваат, пресконференции веќе нема, сведен си на статистички статуси зад кои ја криеш неспособноста. Епидемијата добива драматични размери. Бројката на инфицирани достигнува 30% од тестираните лица, а бројката на починати е алармантна. 22 починати лица во едно деноноќие. Сочувство до семејствата. Очигледно е дека имате огромни неуспеси на проценка и неправилна активност. Македонија има најголем број на починати на 1 милион жители во регионот. Само за споредба, во Грција вчера починале 10 лица или 1 на 1 милион жители, додека во Албанија починале 4 лица или 1 на 1 милион жители. Само кај нас, Венко, ние имаме 11 починати на 1 милион жители. Ова е алармантно. Ова е знак на тотален дебакл и хаос. Филипче, ти го водиш здравството во пропаст. Ротацијата на кадар на инфективните оделенија од сите здравствени установи е мерка која што требаше да биде направена уште во март. Во изминатиот период гледавме како медицинскиот персонал го напушта здравствениот систем. Требаше да го искористите летниот период за зголемување на болничките капацитети, но ништо од ова не е направено. Секој еден граѓанин сега ја разбира вашата политичка потреба од воведување вонредна состојба на тогаш 50 заболени. А денес, на вака масовен и брз развој на вирусот, суспектните лица на COVID-19 чекаат 5 дена за тестирање, затоа што нема термин, нема капацитет и нема алгоритам. 1125 тестови вчера се направени во приватните лаборатории кои граѓаните сами ги платиле. Кризата ги разоткри нееднаквостите и неправдите кои ги правите. Во дадениот предлог закон нема ниедна конкретна мерка за борба против пандемијата, но на Социјалдемократскиот сојуз и треба изговор и треба виновник за црните рекорди. Морам да напоменам дека на ова ниво на загрозеност од пандемијата Македонија за жал има еден од најголемите стапки на смртност по однос на 1 милион жители во Европа. Затоа сметаме дека мора да реагирате посериозно, мора некој за сегашната ситуација да понесе одговорност и мора постручни лица да ги заземат местата на оние членови на комисијата. Да сублимирам, Венко Филипче, оставка.